Поштувани представници на пишаните и електронските медиуми, сакам да ви информираме дека Општина Карпош на барање на советник од советничката група на Левица, која што сите останати советнички групи барањето го прифативме едногласно, да свикаме вонредна седница на која што ќе се донесе одлука за помош на настраданите во Република Турција и арапската држава Сирија. Советот на Општина Карпош едногласно донесе одлука да се доделат финансиски средства во висина од по 500.000 денари за двете настрадани држави. Покрај тоа сите советници одлучија да издвојат по 10% од својот паушал, како и градоначалникот од својата плата. Во исто време покажаа солидарност и вработените од Општина Карпош, кои што сите ќе издвојат дел од својата плата. Овие средства ќе бидат уплатени на посебна сметка за солидарен фонд и во исто време ги повикуваме и правиме иницијатива до сите физички и правни лица на територија на Општина Карпош да донираат средства на ова отворена сметка, се со цел да помогнеме за настраданите од катастрофалниот земјотрес во Турција и во Сирија. Карпош не заборава дека е подигнат и се развивал благодарение на светската солидарност, во која што сите бараки на територија на Општина Карпош, како и сите руски згради, како што е румунска болница и други објекти се изградени од средствата на светската солидарност. Во исто време сакам да упатам апел до сите земји во светот да се тргне блокадата за хуманитарна помош кон Арапската Република Сирија. Режимот во Сирија е едно, страдањата и маките на граѓаните, на дечињата во Сирија се нешто сосема друго и треба да бидат иземени од санкциите и инсистираме да се овозможи хуманитарна помош и за Арапската Република Сирија, затоа што во вакви катастрофални состојби светската солидарност треба да биде на висина. Само да подсетам, кога беше земјотресот во Скопје, многу средства тогаш пристигнаа од западниот капиталистички свет, иако Југославија тогаш беше социјалистичка држава и знаете како постоеше поделба по тој основ. Аналогно на тоа, исто така сметаме дека средства треба да се упатуваат и за настраданите во Арапската Република Сирија.